денес решив да ви презентирам еден рецепт кој мислам дека досега не сум го направила. Ке ви направам афганистански момос. Момосот се во основа малецки пакетчиња направени од тесто кои се прават, се полнат со различни полнења. Јас денеска ќе ви покажам две и се прават на пареа. Денеска ги избрав афганистанските заради тоа што мене лично најмногу ми се допаѓаат по вкус, иначе момосот потекнува од Тибет, односно тибетанските монаси го прават како рецепт најчесто и тоа се ни мали вртени пакетчиња кои ги конзумираат заедно со, не знам, со чили, со томато сос, со најразлични чатни и така натаму. Може да се конзумираат на најразлични начини. Во суштина се работи за улична храна која ја пробав кога бев на некој од моите патувања и толку ми остана врежана во мозокот и нешто што почнав да експериментирам. Момосот се прават на најразлични начини, има две врсти. Едната е во пакетче кое се прави централно, а другата е во вид на полумесечинки. Во суштина е полната тесто кое, за разлика од, не знам, емпанадасот кои се пржат во врело масло или некои тортилји кои се печат, момосот се прават на пареа, што ви овозможува да направите поздрави варијанти и рецепти. И денеска ќе направиме една вегетаријанска опција која е најчесто дел од тибетанската култура и една месна опција која затоа ја нареков и афганистанска, бидејќи афганистанските момос најчесто се полнети со говедско месо. Ќе го работам цело време паралелно, бидејќи се прави од тесто кое не стасува. И за да можам да го направам тестото малку да ми се одмори, како што ви кажав, секое тесто мора да го одморите пред да го подготвите. Имам ова мојот сад со која е во основа цедалка, но во основата од цедалката е многу практична за месење. Погледнете, цела е мазна доздола и не останува ништо, затоа почнав да користам за месење. И ќе го направам тестото. За разлика од сите пати кога сум ви кажала дека во мокрите состојки ги додавате сувите состојки, овој пат е обратно. Обратно е од една причина што овој пат ни треба тврдо тесто. Значи не знам дали сте правеле во Гостивар има нешто се вика комат, односно тегната пита која се прави од баш од тешко и тврдо тесто, така и момосот се прави од тврдо тесто. Тоа се прави за така заради тоа што доколку е меко тестото, при процесот на пареа може да се распадне, значи ви треба гумено и тврдо тесто. Имате брашно, обично, класично брашно. Ќе ставиме една лажичка сол, заради тоа што треба во овој случај и тестото да не биде посолено. Секогаш сум среќна кога ви покажувам рецепти кои не се стандардни за нашето поднебје и мислам дека многу луѓе имаат отпор само заради тоа што не пробале, заради тоа што делуваат екзотично и делуваат како да е тешко да се подготват и многу ме радуваат вашите коментари кога ќе ви покажам нешто што има некој фенси странско име, а постапката ви е многу јасна и лесна за подготовка, па кога ќе го направите, па кога ќе ми пратите слики, навистина многу ме радувате. Обично масло. Овој пат не се користи маслиново масло, сгрешив. Во водата, неколку лажици, треба да имате масно тесто. И ја ставаме водата внатре. Треба да имате навистина тврдо тесто. Значи месите додека не го соедините и потоа ќе го ставиме да се, ќе го изроламе во една долга векна, долгнавеста и ќе го ставиме да се одмори пред да ги направиме момосот. За тоа време ќе го подготвиме полнењето. Значи убаво ќе замесиме тврдо тесто. Ќе видите дека е тврдо затоа што погледнете веќе ми се соедини водата што ја употребив и е тешко да го притиснете, тоа значи дека е добро за да направите момос. Во тврдите тести има малку повеќе брашно од течност.
измесивме векната, значи се работи за вистина тврдо тесто. Малце ќе се измачите, ама ќе вреди за секој труд. И ќе направиме една долга векна. Треба да биде отприлика во диаметар, не знам, 3 до 4 сантиметри, заради тоа што ни требаат малецки топчиња по тоа да формираме. Ќе оставам векната да се одмори отприлика 10 до 15 минути, односно додека ги подготвам останатите состојки. Ќе направам две полнења. Ќе ги правам паралелно на две тави, само заради тоа што сакам да убрзам и да ви го покажам на крај процесот како се формираат и како се ставаат на паре. Ќе загреам една тава, сам дека првата може да ќе оставам втората да ме почека. Првото полнење кое ќе го направам ќе биде од младо кромитче, морков и зелка. Го избрав ова полнење заради тоа што мене лично најмногу ми се допаѓа. Кога се работи за момос, внатре може да го полните со безкрајно многу можности. Значи целата поента на момосот е да бидат залчиња кои имаат надворешност мека и лигава, заради тоа што на пареа се прави тестото, па тоа ќе испушти малку од својот глутен и од сето она што, например, пастата кога се вари би го имала, а внатре треба да имате внатрешност која вас ве возбудува. И тоа треба да биде залче, а тоа залче треба да биде комплетно. Така што употребете секогаш состојки што вас ви се допаѓаат. Ставете пиперки доколку сакате, ставете домати доколку сакате. Момосот трпи буквално се. Зошто трпи се? Бидејќи целата состојка која внатре ја ставате е однапред подготвена. Односно, зелката, ова што јас сега ќе го употребам, однапред ќе го испржиме, односно ќе биде веќе готово и вкусно, а пакетчето само ќе го зароби внатре и ќе биде совршеното залче. Јас ќе ставам 4 кромитчиња. Во нејна должност помина некоја мачка, затоа така изгледа како да почнува Трета светска војна. Не сака мачки, не знам зошто. Ки ситнам 4 кромитчиња на крукчиња. Треба си да биде ситно, заради тоа што во суштина ќе ставиме по една лажичка полнење внатре. Значи си треба да биде ситно и сетнато, за да може да биде буквално испржено, за да влезе во залче. 4 кромитчиња со се перцата. Многу сакам да готвам рецепти кои не се од нашето поднебје и мислам дека тоа го забележувате, заради тоа што цело време кога има коментари, има дека сум многу среќна кога готвам нешто што е различно. Можеби тоа е заради тоа што навистина секогаш сакам да создавам рецепти кои можеби не се стандардни, да ги менувам и секогаш сум среќна кога ќе излезе нешто различно, а различните кујни на различните народи секогаш нудат различни безброј можности, нели, за да се подготви нешто што не сме го конзумирале и да не изненади со вкусот. Ќе ги пропржиме кромитчињата. Убаво. Ниска температура, повремено нека ски промешување и нека си се динста целата содржина. Следно што ќе додадам е рендан морков. Го рендам заради тоа што морковот доколку ги сечам на стапчиња нема да се подготви соодветно. Мене ми треба буквално еден морков да биде ситно и убаво изрендан и внатре ќе ставиме зелка. Ќе земам ренде. Ќе го поднакривам морково за да ми вади малецки парченца од рендето, затоа што ако го рендате во овој правец ќе имате долги ленти, вас ви требаат малецки парченца, затоа го исековме и кромитчето на мали крукчиња, исто и со морковот. Рендам заради тоа што сакам да ми биде целата внатре содржина баш нежна. Последно што пробав беа момос со ориз. Можеби не ме воодушеви толку вкуса заради тоа што е тесто врз тесто, некако оризот ми е теста, но следниот пат сакам да пробам момос, да ги направам со некоја житарка од типот, не знам, хелда или некоја таква житарка, за внатре да ја има таа јаткаста структура.
Префрлете го моркавот. Тоа малку нека се пропржи. Следно што ќе нарендам или ќе насечкам, можеби, да ќе нарендам да пробам само зелка. Да, се ренда. Ставајте оцелот по иски количини. Знам дека изгледа неред, но вреди за сите напор што ќе го вложите. Префрлете целата количина. Сам дека ми фали малку масло. Не претерувајте за да немате многу мокра содржина потоа во момосот. Значи, цело време имате го на око, секогаш можете да додадете масло, многу потешко би одзеле. Имам 3 чешниња лук. Ќе ги изгмечам за да бидат исто така мали конфети. Мислам дека салатката на каре заборави да сечам лук, толку е практична. И многу е процесот на сечење, односно на оперирање на алатчето е многу човечки, односно многу ти доаѓа природно дека така движењето е навистина многу природно. Затоа веројатно постојат сите тие иноватори да не ги следат потребите и барањата. И третото. Чешниња лук внатре. Убаво промешајте. Имам 3 суви чили пиперчиња кои се огин лути. Ставам суви бидејќи немам свежи во моментот. Но ќе добиеме лутината и мирисот на чили пиперчето. Ќе ги оставам семките за да не го направам баш огин лута, веќе знаете сите дека обожавам лута храна. Ќе ставам сол, убави прстопат сол, за да биде вкусна целата содржина внатре. И ќе ставам свежа мелен бибер. И тоа е тоа. Кратко промешување. Ќе го исклучиме и ќе не чека за да може да го наполниме момосот. Следната тава е наред. Само да раскренам и веднаш се враќаме. Следното полнење ќе биде месно. Месното полнење може би е за оние кои сакаат да седнат и убаво да вечераат од ова јадење, иако момосот е повеќе храна за мезе. Доколку вие бидете амбициозни, направите голем куп, апсолутно може да ве најаде, бидејќи има многу интересен вкус, но месното момос, јас најмногу сакам да го конзумирам со убав чили сос. Ќе ви го покажам на крајот како би го конзумирала. Во меѓувреме ќе загреам тава, средна температура, за да не ни изгори ништо. Имам еден кромет, ќе го насечкам на коцки. Затоа што се треба да не биде, како што ви кажав, ситно, за да можеме да го собереме во едно лажиче, тоа ќе биде полнењето. Различните култури веројатно зборуваат преку храната за тоа какви сме.
тибетанските момос, во суштина ова се е тибетански во основа ред. Меѓутоа, она што го истражував кога барав совршени рецепти за момос, открив дека се прави во многу азиски култури и така изобилува со една скромност во себе, меѓутоа кога ќе го пробате вкусот, ги има сите автентичности на целиот зеленчук или месно полнење што ќе го ставите. Месното полнење баш потсеќа на афганистански, либиски, можеби, сите тие земји од муслиманскиот свет, бидејќи говецкото се ароматизира со сите оние зачини кои се традиционални во тој дел од светот. И баш, не знам, кога го пробувате, заборавив да ставам масло, кога го пробувате имате чувство дека го познавате тој народ. Барем мене ми е такво чувството, не знам, можеби сум романтичар. Ставете го кромидот да се пропржи. Ја искористам истата лажица. Сол секогаш на почетокот на пржењето. Само малку, бидејќи потоа кога ќе знаеме која ни е количината ќе го посолиме. Имам говецко месо и имам, замислете, 5 чешниња лук. Овие ќе ги насечкам заради тоа што сакам да бидат парченца. Ќе биде баш убав, интересен залак, заради тоа што лукот ќе го чувствувате. Следно, што е важно да направите е ролната која направивме и оставивме да се одмара позади на пултот. Треба да ја исечете на малецки топчиња и да ги формирате топчињата и потоа повторно да ги одморите. Жал ми е, ако сакате и не да го прескокнете тој процес, не можам да ви кажам дека нема да ви успее. Ќе ви успее. Сигурно ќе успеете да го растегнете, расукате тестото, ќе успеете да направите и пакетчиња, но она што секогаш ќе ви недостасува е автентичноста на вкусот. Тестото секогаш мора да се одмара и секогаш кога ќе му дадете одредена енергија, дали е тоа со месење, дали е со формирање на топчиња, мора да му дадете време да ја прими таа енергија, односно да изреагира, за да може да имате на крај совршен исход во целиот рецепт. Имам јунешко мелено, исклучиво јунешко во овој рецепт. Ако ставите мешано мелено месо, а сте љубител на свинско, мислам дека ќе имате малку проблеми, дека ќе испушти повеќе маснотија и малку повеќе ќе ги замасти момосот. Иако има и свински рецепти кои се прават од цепкано најчесто месо, побарајте ги на интернет, баш ме интересира се што може да истражите, дали ќе ви инспирирам за различен момос да направите. Во суштина е многу здрав начин на готвење, заради тоа што готвите се на пареа, доколку сакате додите чекор понапред во здрав оброк. Слободно ако имате зеленчукова основа, не мора да ја пропржите. Јас сакам да ја пропржам заради тоа што ми се интензивира вкусот. Меѓутоа исипнете ја доволно ситно за тие 10 минути кога ќе биде пакетчето на пареа, му е доволно да се подготви внатрешноста и така ќе имате многу здрав оброк. Секогаш може да направите различни пакетчиња. Го пржиме месото, ставаме малку лимон, секој лимон или лимета искористете. Лиметата има една острина, која исто така одлично би влегла во комбинација. Имам соја сос, затоа не посолив од напред, заради тоа што сакам да го контролирам процесот. Кромид во прав. Ќе промешаме. И ќе нарендам ѓумбир. Не знам дали сум ви покажала како е најлесно да излупите ѓумбир. Можете да го сецкате од страните, но така ќе изгубите повеќе од количината. Најлесно се лупи ѓумбир со лажица.
Не знам дали тоа сте го знаеле, или може би дојде време да ви го покажам. Со лажица многу лесно може да нарендате, да ја излупите кората и да биде лесен за сечење. Потоа имам парченце, доволно ви е, не знам, 3-4 сантиметри коренче од ѓумбер, убаво на парченца, па ќе биде острината внатре. Или нарендајте слободно, така повеќе ќе биде како зачин, а вака ќе биде како изненадување на секоја залче, исто како и лукот. Промешајте, малку ќе посолам, бидејќи веќе ја знам количината, еден прстапат ми е доволно, и свежа мелен бибер. Одлично би одговарало и коријандер во целова комбинација, а јас во двете парченца ќе ставам, бидејќи веќе немам свеж коријандер. Кога ќе најдам ќе знаете, бидејќи сите рецепти ќе го содржат. Ќе ставам ситно сечкан магданос. Ќе ставам и во двете полнења. И ќе му дадам време да се пропржи, односно да испари целата течност и се гледаме за кратко со правењето на момоса. Целото тесто, се сеќавате, го направивме во долгнавеста векна. Го одморив и го исаков на малецки топчиња, доволни за да можам да истискам со притискање една пишија и убаво развлечете ја. Значи многу треба да биде тенка, како еве не знам, тука веќе ги направив сите, буквално се продирни. Не знам дали може да забележите, треба да бидат многу тенки. И ова е последната. Многу лесно ќе го извлечете тестото, заради тоа што е многу гумено и цврсто направено. И сега начинот на кој се прават овие момос е следен. Земате една пишија, односно тесто, подлогата за тестото. Ви треба вода и четка. Со четката навлажнете го крајот, за да можете лесно да го залепите. Ова е, ви треба малку вежба, значи на почетокот ако не ви испаднат правилни, вториот, третиот пат ќе бидат супер. И сега јас имам малецка лажичка, ќе ги направам прво вегетаријанските, ставете од содржината на средина. Начинот на кој се нижат ли, како, не знам да го наречам тоа, земате со двата прста. Едниот цело време го држите тестото, со другиот правите преклоп, притискате за да се залепи. Пак преклоп, притискате, повторно преклоп, притискате. Преклоп, 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 преклоп. И кога ќе дојдете на крајот, земете го момосот во рака и направете еден мал вртеж за да добиете едно убаво пакетче. Карес имат неколку
различни алатки кои може да ви помогне за да направите момос. Имаат една специфична која е наменета за банс, односно за готвење на паре, односно готвење на тесто на паре. Има и различни јапонски варијанти, ќе ви ги покажам во некои од следните емисии. Она што е најважно да го знаете кога правите банс или момос на паре, тоа што мора да ставите вриена вода. Јас ќе ја користам и решетката дополнително на карес, која е за готвење на паре. Ќе ја ставам во моето лео тенџере, ќе ставам вриена вода. Не смее да ја допира решетката вриената вода, така да внимателно, 2 прста вода. Ќе ги уклучам ринглите да се греат. Ставете ја модлата. Треба да имате тенџера на која одговара и ќе ги премачкам со масло. Значи задолжително мора да ги премачкате со масло, заради тоа што доколку не ги премачкате со масло, може да ви се случи да ви се залепат. Мислам дека полесно ќе ми биде со куинска хартија. Земате една куинска хартија, еден лист куинска хартија, намастете ја и премачкајте ја целата модла. Од сите страни, за да не се залепи малото пакетче од... Мора да ја намастите. Значи, доколку не ја намастите, ја заборавите овој дел од постапката, за жал ќе ви се расипат и нема да може да ги извадите. Ќе ги затворам за да се згреат и ќе ги подготвам момосот. Пакетчето, само ставете го на страна. И на момосот им треба точно 10 минути на паре, тогаш се веќе готови, ќе видите ќе станат сјајни од страната, тогаш се готови за конзумирање. Уште еднаш да ја повториме целата постапка. Кога земате листот, односно пишијата направена од тесто, ставете ја на основата, крајот од прилика 1 сантиметар, премачкајте го со обична вода, ставете од полнењето. Јас прво ќе го направам вегетаријанското. И, значи, го подигате листот, правите еден преклоп, со другото притискате, со другиот прст. Притискате. И кога ќе стигнете веќе на крајот, односно ви се оптега парчето од тестото, само завртете го, притиснете и направете убаво пакетче. Ајде едно да покажеме и со месното пулнење на истиот начин. Ставете вода на краивите, ставете од месното пулнење, буквално идентично. Една лажичка ви е доволна. Мали се зелчињата, ви кажав, ова е finger food и направете убаво пакетче. Ќе ги направам сите и се гледаме за 10 минути. Ова се моите момос. Момосот во суштина не е нешто што може да ве најаде, но е нешто што може да ве возбуди да направите секогаш различни варијанти. Пробајте со риба, пробајте со ракчиња, пробајте најразлични полнења, а искористете ги модлите на карес кои ќе ви овозможат да го искреирате цел овој рецепт. Денеска Пакет МК ми доставија најразлични сосови кои може да ги најдете во нивниот дел, во делот на азиска храна, а јас ќе ве поздравам, ќе се одјавам, ќе уживам во вкусот на моите момос. Најмногу сакам да ги конзумирам со чили сос и ми фалат уште 2 стапчиња за да може ова да биде комплетно автентично и останете ми добро, во добро расположение и секогаш бидете креативни во кујната. Се гледаме веќе во следната епизода.